Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Дете мое, имам толку многу за тебе. Добар и очекуван крај на сите ситуации што се однесуваат на тебе. Го живееш овој живот водена од Светиот Дух. Мојот збор е отпечатен на твоето срце. Го носиш и разгласуваш секаде каде што одиш. Кога се будиш или легнуваш. Влакната на главата ти се избројани. Нема нешто што не знам за тебе. Без оглед на тоа што се случи околу тебе, погледот нека ти биде насочен кон мисијата. Секаде, каде што стапнуваат нозете твои за земја територија, оставаат златни стапалки. Ги хранат гладните, го сеат мојот збор и носат души во царството, со сочувствително срце за оние кои се во мака. Толку маки си видела во светот, за да добиеш мудрост и разбирање за тоа што поминуваат моите деца. Ти, извршувај ги моите наредби и не се грижи за ништо. Јас те чувам на мојата дланка. Дете мое, многу нешта нема да ти бидат јасни одејќи на оваа планета. Не ни треба. Послушноста кон мене не е секогаш лесна, но радоста и наградата што те чекаат во овој животен век и наградите и местото што ги приготви во моето царство се огромни. Каква чест за тебе да бидеш мој небесен амбасадор. Јас се радувам гледајќи и наблюдувајќи те. Мојот син Исус Христос е оној што го гледам во тебе. Јас се воодушевувам во тоа што го имам и сум во него. Тој ти ги даде клучевите, авторитетот и победата над смртта. Сега, декларирај ја мило мое дете, живеј победоносно. Фали се и воодушевувај се на големите дела што доаѓаат. Око не видело и уво не чуло што имам подготвено за оние кои ме сакаат. Оние што ме сакаат се послушни. Мојот збор е запишан на нивните гради. Мојот збор е параметар на се околу тебе. Со мојот збор ти ја разделуваш коската од срцевината. Дете мое, толку многу работи имам испланирано за тебе. Те сакам и обожавам. Мој драгоцен очедо, мојата светлина силно свети во тебе. Како што одиш и зборуваш на мој начин, материализираш промена во атмосферата и околностите. Ти ја менуваш атмосферата преку зборување од небесната сфера, бидејќи ти седиш заедно со Христос. Ти го имаш Светиот Дух во тебе водејќи ни сите патишта. Оној што те советува и брани. Како што одиш, мислиш, зборуваш, ја извршуваш мојата волја, дете мое, ти никогаш ќе нема потреба да се одбрануваш бидејќи јас те бранам. Ти си создадена победник и секогаш да живееш во ветената земја. Влези во мојот мир. Дете мое, јас веќе имам подготвено нешта за тебе за кои ти никогаш немаш и сонувано. Верувањата што ги имам за тебе веќе се реализираат.
Ти ќе знаеш колку си сакан, сакана. Дете мој, што значи посинување? Детето ги има сите поседувања што ги има и таткото. Се што е на таткото е и на детето. Ти сега ќе доживееш се трајно и мојата моќ и обожување за тебе. Бидејќи че кореше во послушност толку долго време. Беше тестирана преку огнот на Светиот Дух 7 пати и на крај излезе како чисто злато. Ти влегуваш во победа, одење по вода, одејќи според Духот, одејќи во чуда секојдневно. Ти си мој, ти си моја, радувај се, дете мое. Дете мое, те одведо во ветената земја, но ти мораш да бидеш со умот и духот во победа. Не постои повеќе робство или сиромаштија. Се ти е дадено како мое дете. Мојот син Исус Христос го обезбеди тоа. Ти треба да се стремиш кон тоа и да уживаш во истото време, овде на земјата во изобилие. Ништо да не ти недостига, ништо да не е скршено. Имаш убавини наместо пепел. Ти си чисто злато. Трни го сведогледот од стариот живот. Не можеш да го земиш со себе онаму каде што те носам. Дете мое, дури кога изгледа неиздржливо, со сета самодоверба наслони се на мене. Јас те држам. Не дозволувај срцето да ти биде вознемирено. Во секоја ситуација со благодарност, со секоја молитва и молба, предај ми го случајот мене. Со неочекување чекам да ги пратам моите ангели за разрешување на твојата ситуација. Со постојано покаяние и прокламирање на мојот збор, моите ангели се предизвикани и активирани. Светиот Дух слободно функционира на секое поле во исто време, бидејќи јас сум сезнаен, сеприсутен и семоќен Бог. Во се ова ти имаш права како мој наследник, наследничка и дете скриено во Христос. Кога те гледам тебе, го гледам мојот син Исус Христос. Дете мое, не чекај љубов и одобрување од човек. Гледај во се желба и акција да ја исполнуваш мојата волја. Јас сум љубоморен Бог. Ти си мој, ти си моја. Јас те сакам повеќе од колку што ти можеш да восприемиш. Ти си целосно сакан и прифатен. Сакана и прифатена. Ти не можеш да бидеш целосно исполнета само со себе си. Ти немаш што да докажуваш. Ти си постојано во мене. Мојата љубов, мојата вистина, мојот збор и интимноста со мене е се што ти треба. Одделена од мене ти ништо не можеш да направиш. Интимноста со мене е се што ти треба. Јас, мојот син Исус Христос и Светиот Дух се што ти треба. Ти се состоиш од нас преку ДНК-та, духот и материјата. Кога живееме одделно, тоа е смрт. Ти си во нас за да имаш живот и живот во изобилие. Те сакам, радувај се. Елиезер,